се игра продолжението од 90-та, после 90-та минута на преварот Лихтенштајн Македонија овдека на Рейн Парк стадионот. Македонија води со 3:0 на првиот натпревар од квалификациите за светското првенство. Видовме 3 гола, Видов. Да, 3 гола, 3 изработени голови на македонската фудбалска репрезентација. И добре, Македонија тргна на мондијалскиот пат со 3 гола, со 3 бода, се враќа од Вадус во Скопје. Добар резултат, добра игра и во еден, реков, посебен протокол и амбиент, кога се уште важи она што не задеси со она трагедија. Репрезентацијата одигра добро, стабилно, постигнавме, реков, 3 гола. И оно што е најважно, освоени се 3 бодови, што го потенцира и Барди и селекторот Милевски пред почетокот на надпреварот, па и другите фудбалери. Се враќаме со 3 бода во Скопје, го прочекуваме Велс во еден таков амбиент, во една таква прилика и кога се очекува да биде и наполнет целиот стадион. Еве го, само сакаше да го потенцираш пред да почнеш да го даваш извештај од знамето како шета помеѓу навивачите. Да, очигледно дека аршините, кога се во прашање навивачите, нивните транспаренти не се исти на сите спортски борилишта, ако пред некое време во Хрватска нашите навивачи доживуваа голгота ради истите овие знамења, овде никој не прави проблем заради сонцето од Путреш. Да кажеме 3:0 за Македонија. Стрелци на головите Трајковски во 7-та минута по едно проигрување во длабочина. Бојан Милевски се избори по левата страна во благ центар шут. Просто го погоди Трајковски во главата, а овој ја пласираше во долниот десен агол за водство на Македонија. 43-та минута по изведениот корнер од десната страна на Енис Барди, капитенот Муслиу истрача и со еден голем удар. Младо момче со македонско знаме, како им дега на обезбедувањето. И ова можеме да го видиме во овој. Па добро, и ова е составен дел од фудбалот, ништо страшно, тоа е, не нарушува безбедноста, нити нешто специјално го нарушува протоколот. Овде комесарот за безбедност на Фудбалската федерација на Македонија, господин Атанас, заедно со младиот навивач, така да мислам дека секи биде во ред. 3:0 Милевски во второто полувреме, рекол Муслиу во 43-та минута на 2:0. Во вторите 45 минути Македонија играше добро, Чорлино во 50 минути имаше добра шанса, не ја искористи. Истото го имаше и Тошевски, некаде ново влезение од Тошевски во 82-та минута, кога голманот на Лихтенштајн. Добро одбрани, круна на успехот, стрелец на третиот гол беше Бојан Милевски по една добра акција на Трапановски, свежо влезение од кој игра Трапановски од десната страна, добро се проби, убаво нафрли, а Бојан Милевски се намести со натрешниот дел од стапалото, просто ја пласираше топката во мрежата. И ова е еден поздрав до репрезентацијата од навивачите кои дојда овде да ја дадат подршката и со символ црни маички испечатени во знакот на трагедијата во Кочани. Сето ова завршува успешно и резултатски и онака во овој амбиент, да кажам, достоинствено и гордо да се простиме од Рейн Парк стадионот во Вадус, да ремизираме Лихтенштајн Македонија 0:3 полувреме, 0:2, 3 бода и отворен пат кон мондијалот и кон желби за нов успех против Велс 25 март вторник, кога Велс доаѓа во Скопје. Продукција Скок, Мијалче Дургутов пред камерата, Наташа Дургутов зад камерата од Рейн Парк стадионот во Вадус. Прво коло од квалификациите за светско фудбалско првенство 2026 година.
Ќе останеме еве со слика. Ќе останеме со слика и со видео да видиме како овие наши фудбалери, дали ете некој ќе се сети на овие сите долу млади луѓе во публиката што бараат дресови. Да, еве ги фудбалерите. Еве ги фудбалерите ги соблекуваат своите дресови и ги фрлаат кон младите.